Почитувани мој добар ден, ова е уште едно ново издание во среда на Црвена линија. А во него ќе зборуваме за следното. Имам 40 години работен стаж, а пензија 13.000 денари. На оваа скапотија едве крпиме за сметки и за лекови. Немаме за леп, нема веќе каде, ќе протестирамо и вака веќе не се издржува. Вели пензионер од Кочани, еден од илјадниците македонски пензионери кои наместо да ги уживаат пензионерските денови, ги поминуваат во протести. Протестите од натрешноста што траат повеќе од месец и половина, назад неповолностите и незадоволните пензионери денеска својот револт ќе го истурат пред владата. На Илинденска безбори се собираат повтор пат, иако на првиот протест добија ветување за нивните барања. Министерката Јованка Тренчевска пред 2 дена изјави дека до крајот на септември очекува конкретни предлози и решенија, но оваа изјава не го смири револтот кај пензионерите кои порачуваат. За себе можеа да донесат одлука за еден ден да се ги зголемат платите за 78% и тоа да е законски, а покачување на сите пензии за 3.500 денари, а потоа да се усогласуваат пензиите, не било законски. Само тактизираат со анализи, работни групи и состаноци. Што попрво со 13.000 денари? Зошто минималната плата е покачена 2,5 пати, а минималната пензија не? До кога пензионерите ќе бидат на маргините на општеството? Дали минималната пензија е доволна за достоинствен живот? Дали линеарното зголемување на пензиите е исправно решение? Ова се многуте прашања, но верувам дека на сите нив имате одговор и сакаме да го слушнеме стандардно на 023070005. Но и што ќе потенцирам како и во секој издание на Црвена линија, задолжително за следете на социјалните медиуми, се подразбира Facebook Црвена линија, сега кој профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што објавуваме нашата тема. Ке можете да лајкнувате, коментирате, шернувате. Не има и на Twitter Црвена линија, но на Instagram сакам веќе од денес да ви има во уште поголема бројка. Да бидете дел од оние кои што ги даваат одговорите на нашите анкетни прашања. А на Instagram стори денес доколку кликнете, еве какво прашање ќе ве пречека. Може ли да се преживее со минималната пензија? 2 опции за одговор, да, не, кликате на вашиот одговор. Резултатите ќе се сумираат во проценти, а ќе ги соопштам таму некаде по рекламите. Во продолжение, за да се загрееме, се разбира и јас и вие, да го погледнеме прилогот на мојата колешка Петровска Симона. Договор нема, но има рок од 1 недела за исполнување на барањата или нови закани за протести. Револтирани од исходот на средбата, пензионерите и порачаа на Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска да им ги покачи пензиите за 3.500 денари и да ги вклучи во работната група. Самата кажа дека за 7 дена таа работна група ќе излезат, значи со информација што е превземено, како е превземено. Ако не се превземени тие работи, ако не излезат на тие, ние за 7 дена координативното тело од сите градови на пензионерските здруженија ќе се сретнеме, ќе се договориме за какви чекори понатака ќе правиме. Ке почекаме уште 7 дена, ке видиме, ако не порадикално ќе действуваме. Пензионер даде пензија дека има 2300. Видите, господин. Со 2300 ли денари? Пензија. Ова не е пензија. Ова е срамота. Ова е срамота. Од труд и социјала вела дека преку системски решенија им овозможуваа достоинствен живот на пензионерите. Работната група работи на креирање на краткорочни и на долгорочни мерки за пензионерите. Повторно како и претходната година ќе бидат креирани антикризни социјални мерки како краткорочно решение и се работи на измени на Законот за пензиско осигурување со кое ќе се обезбеди повисока минимална пензија. Тоа е системско решение како и претходното со усвојување на новата методологија за усогласување на пензиите, со која се обезбедува постојан раст на пензиите.
На меѓународниот ден на пензионерите највозрасните излегоа на протест пред владата. Со пораки и скандирање оставки побара од надлежните линеарно зголемување на пензиите за 3500 денари и минимална пензија од 18.000 денари. Виж дека нема, не се скача с 12.000, што ќе скочи? Не може лекови да земемо само тоа. А камо ли друго? И тоа што земamo лекови, земamo све од странство, не ли ги е срам. Што имам 12.000 пензија. Себак да лекови не ми стига. ми дадоа моќ, ми дадоа сила. Пензија мала, како да не протестираме. 15 лидарки. Имам дете у Шведска, оно би пушта некој динар. Ако не, оно лепче нема, не. Додека пензионерите протестираа, Министерството за труд и социјала формираше работна група со представници од владата, Сојузот на пензионери и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а со цел решавање на проблемите на пензионерите. И да го погледнавме прилогот на мојата колешка Петровска Симона, ќе потсетиме дека денес во Црвена линија ве прашуваме до кога пензионерите ќе бидат на маргините на општеството, дали минималната пензија е доволна за достоинствен живот или подобро да речам да се истурка крај со крај, и дали сметате дека линеарното зголемување на пензиите е исправно решение. Ако имаме гледач, почнуваме веднаш со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Кој ќе бидат тебе одговорите на овој меѓународен ден на пензионерите? И не заборави дека касниме 3-4-5 секунди, така. Може нешто ја да кажем се. Видиш ти, ништо не те слушам сега. Не ме слушате? Сега те слушам. Јас колку 3-4 секунди касниме. Ајде да го вратиме тајмерот еве ново наново, ги знаете прашањата па да почнеме. Кој ќе бидат вашите одговори? Првото реков не. Не стига пензијата, тоа е тоа. Дали сте вие пензионер? Јас сум, не знаеш како да фати, ја немам над 15 години, немало компјутери, не сум заведен, не знам што, знаеш како ги па да се доплати пензијскиот стаж, какви све манипулации не прави. И ја останав, немам над 15 години стаж, па се поберив со тоа, знаеш што ми дадоа? Слушам. Ова ми дадоа старосна социјална сигурност од 7200 денари или евроски кажено 120 евра. Како да сум азилант или вчера дојден од Сирија. И тоа е единствените примања се кои што ги имате во месецот? Како? Тоа ви се единствените примања кои што ви следуваат? Па да не мислам внуците ја како ќе плаќа. Ќе не можем ни вас да ви се јавим. Ме разбирате? Јасно. А исклучи бойлер, исклучи длабоко, исклучи машина за перење, исклучи ово. Све исклучи, ти разбирате, јас сум савет. Меѓутоа, семејство да со 1200 денари, со 12.000. Кај, затоа некој ја ги слушам, некој после ова ќе се јават, па вика, гледај како вика, барат по 3000 пензионери, барат по 3500 денари да им се накачи, истото и на тијаша. Благодарам многу за јавувањето. Еве слушнавте со какви примања располага гледачот, со оглед на тоа што и самиот напомена, иако има долги години стаж, сепак кога во времето не било компјутерски забележано, не постоела таква можност, се појавиле многу дупки, иако долги години работел, се разбира, единствено што му следувало е токму овие примања од 120 евра или 120 евра, колку што помнам, каже човекот, тоа е се што има и благодарение на децата кои што се надвор може да го истурка месецот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали сте во Црвена линија? Вие сте во Црвена линија. Дали сте пензионер, да прашаме? Пензионерите и порача на ова влада открито да си даде оставка. Значи, таа држава у економски хаос да кара државата и од пензионерите денеска и порачавне владата открито да си даде оставка, бидејќи не може да води државата ова влада. Открито да си даде оставка и предвремени избори и ништо повеќе. Ова е порака од пензионерите
од цета Македонија, од Каваница Јагово и поздрав и пријатно. Поздрав и пријатно, благодарам. Навистина во продолжение, особено еве сега, ќе им се обратам токму на оние кои што се луѓе кои што примаат пензија, можеби некои од вас зимаат нешто што и многу повеќе помалку од минималната пензија, па да ја слушнеме реалноста како стојат работите токму од вас. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Јас сум во црвена линија сега. Да, ве слушаме, повелете. Да кажам за пензионерите. Ве слушаме, продолжете. Да, сега се слушам јас. Да. Да кажам за пензионерите, тоа е убава работа што ќе им дадат 3500 динари. Али дали ќе добијат? Јас живеев во Европа. Ве слушаме, продолжете. И таму пензионерите нема врска кој колку што добива. Тоа е помош. Тоа е помош. Како се третираат еве пензионерите во Европската Унија, бидејќи сте живееле таму? Се третираат многу добро. Што е тоа многу добро? Што добиваат? Какви пензии? Што им следува? Сега ќе земеме Германија, ќе земеме Франција, поскапува левот, поскапува струјата, поскапува грејето, поскапува струја. И нив државата им помага. Они имаат право да ги земат тие 3500 динари. Тоа е помош. Помош. И в Германија даваат 100 евра, 200 евра, 300 евра, 500 евра им даваат да им помогнат. А сега, што викаат за 6%, 5%, овој взима повише, овој, секој како што си плаќал, ќе си добие пензија. Да. Немој сега некој, сега не знам овие кои се пензионери. Например, ако се некој 30 години што работеле у бивша Југославија, Ќе подсетам да внимавате на тајмерот. Ќе ви се заблагодарам многу еве за тоа што еве споделивте вие не само какви ставови имате, туку и какви искуства со оглед на тоа што сте престојувале еве во земјите од Европска Унија, но внимавајте на тајмерот и во излагањето не правете предолги паузи, намалете го тонот на телевизорот со цел да го искористите правилно времето од 90 секунди. Добар ден. Здраво. Здраво. Па вака би кажал, ова робовладетелско општество да беше побово ќе се тераше работава. Ја како што приметувам стадиумите на човештвото, значи почев таму од праисторија и од Австралопитекуси и тие слични на нив, до денешен ден, значи цело време било надпревар помеѓу врстите и една врста ја ништи другата за ова да просперира, така да еве дојде време, да речеме последното нешто пред 20-30.000 години, малку историја продавам, ама вистина е. Homo sapiensот успеа да го уништи Homo sapiens неандерталус. И така да тоа беше последната нечовешка врста која беше уништена од овој сега Homo sapiens. И сега немаше више друг природен непријател, па почнавме меѓу себе да се требиме. И војните и такви работи, освајање територии, више бидејќи териториите на другите врсти сме ги заземале, сега ќе си ги земаме меѓу себе. Може и вака звучи како фантазирам нешто и дека е нека научна фантастика, ама логички размислувајќи, човекот секој си бара свој непријател за да може неговата врста да ја шири. Дали имате впечаток дека во државата пензионерите ни се непријатели, па имаат ваков третман? Да, па види, баласт. Они ги сметаат, овие властодржците, ги сметаат пензионерите за баласт, тежина на општеството. Затоа вака им се случува на пензионерите. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за јавувањето, продолжете да не следите. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи, ќе почнеме со твитот на Блауwagen. Еве, ќе може да покажеме сега ако сакаме да ги вклучиме и коментарите на твитерџи, за да се надоврзете на она што го коментираат како твитер заедница. Блауwagen напишал: што може да дојдат, значи здрави се и имаат пари, ништо не им фали.
фото, пензионери од сите градови дојдоа пред владата во Скопје и барат достоинствени пенсии. Како да е, иако напишал вака Блау Ваген, тоа е негов став неверојатно, и дали сметате дека всушност ако не дојдат пензионерите, тоа ќе значи дека тоа е показател дека не можат и дека всушност не имаат пари и затоа може да дојдат. Еве, кој е вашиот став односно овој твит? Добар ден. Добар ден. Да ви кажам, ова што е со минималната пензија е невидена срамота. Само вака прво ќе кажам. Прво, на сите во пензиско, не само на две институции, луѓе од две институции, по 10 најдобри години да се смета пензијата, а на другите сите години. Така да не се прави прво во пресметување на пензиите дискриминација. Затоа што од таа дискриминација доаѓа до тука. Еве, кои имаат голем пензии, се знае како им е пресметана пензијата. Друго, вториот пензиски фонд зашто постои? Тој е за овие од пензионерите од Косово. Тој втор пензиски фонд е приватна компанија осигурителна. И она што сака си прави со тие пари и си работи или да не знам, пошто читавме, видовме дека пензионери од Косово не работеле ни ништо за имаат пензија наша овдека. Значи нашите пензионери тука се деградирани за да може некој други да земаат. И сега кога ќе земаш поголема пензија, не знам зашто е тоа спорно. Значи пензијата се троши, буџетот се пуни, парите се вртат. Меѓутоа пензиите што идат во другава држава, од тука искачаат парите што не може да се повратат. И не може функционерите за нив да важи уставен суд, уставни промени, за пензионерите да не важи, не било уставно и се. Како може тоа така да дојде? Значи ова е една невидена катастрофа. И нека се направи плаќале. Па сите тие што плаќале од буџетот, работеле у државни фирми, пак плаќале од народот оваквото кога биле. Кога биле пензионери сите сме плаќале. Сега сме сите буџетари и сите чекаме од оваквото. Никој не... Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот и ќе ви се заблагодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Здраво. Здраво, поздрав многу. Голем поздрав. Да ти кажам најискрено, многу ми се бендиса пред мене гледачката што зборуваше. Инаку јас денеска бев на протест со мажми. Значи, тажна беше сликата, многу беше жално. Толку многу народ беше дојден од другите градови, малку имаше скопјани. Значи, тие тажни лица, што рече една говорничка, како го кажа тоа, уместо денеска да го славиме денот на пензионерите, да седнеме негде да се провеселиме, ние дојдовме тука да бараме лепче. На вистина, Тина, беше жално. Мислам, јасно сам на очари, солзи ми течеа по очите затоа што ова беше страшно. Значи, дојдовме тука да бараме леп. Дали ти се верува, уместо да, како ќе ми кажат овие странциве, ќе земат пензија па си шетаат, некои ми раскажуваат млади како тебе, а замисли, ние бараме леп, ништо не бараме повеќе. И кога се појави таа станка, значи, толку цинична насмевка имаше, просто жената, јас не знам да мрзам, ама толку е ароганција во неа, ние се направивме, се ви дадовме, не ни даде таа ништо на нас, таа не ни дава на нас, ние сме заслужиле. Ние не сме воопшто виновни што сме работеле во некои фирми, каде што газава мој не плаќал придонеси, каде што мене 20 години не ми ги плаќал придонесите. Дали ја треба сега да гладувам, дали треба да одам по доктори, се ништо не ви функционира и сега замисли, молим те да немаш и лепче да купиш. Жална наша Македонија, толку. Благодарам многу еве за тоа што го споделивте моментот дека и вие бевте дел од протестот и она еве што начнавте можеби тема во која што може да продолжи дискусијата. Всушност наназад годините има случаи каде што и не биле плаќани редовно и онака како треба доприносите, што значи дека голем дел од пензионерите се соочили со огромни дупки, односно како сите тие години да не работеле, а всушност работеле. И сето тоа се рефлектира во однос на пресметката на пензиите. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, повелете. Ало, дали се слушаме? Да, ве слушаме, повелете, во црвена линија сте. Видите вака, во врска со темата, дали минималната пензија е доволна за достоинствен живот? Не е. Се разбира дека не е минималната пензија за достоинствен живот,
туку јас имам и други забелешки. Прво, што се однесува до линарното зголемување на пензиите, мислам дека како привремена мерка или како некој почеток, па макар нека биде и солидарност со трпение од тие што имаат големи пензии, да се завтасаме некако, добро е како почеток да бидат тоа линеарно зголемување на пензии. Значи, линеарно. Имам и една друга забелешка на некои мои колеги пензионери, кои што велат дека тие заработиле повеќе кога работале, значи имале поголеми плати и автоматски со тоа што имале поголеми плати, значи давале и поголеми придонеси. Јас не се согласувам баш со сите такви случаи. Со исклучок на тие што може би приватно работеле. Зашто не се согласувам? Прво, тие што земаат големи пензии сега, се повикуваат на тоа право. Ке мора да напоменам за сите оние кои што допрва ке вртат во црвена линија, ве замолувам да внимавате на тајмерот. Ке му се заблагодарам на гледачот кој што се вклучи и секако ке апелирам повторно да го заврти нашиот број за нови 90 секунди. Секако да добие ново време траење и простор за да нормално се доискаже и да го дооформи својот став. Како и да е, ќе одам малку сега повторно со Твитерџи, не случајно бидејќи Твитер заедницата коментираше поприлично во однос на состојбата и протестите со пензионерите и воопшто како стојат работите кога станува збор за пензиите во државата. Мики Ангел има напишано во оваа држава во која се е во невиден и нечуен хаос, треба се што е државно, образование, здравство, пензиско и така натаму, да е опционално, а не задолжително. Кој сака нека плаќа и нека користи државни услуги. Кој не мора нека користи се приватно. На ова Игор Здравковски одговорил веќе е доцна за таква трансформација, затоа што функционира на овој начин 80 години. Инаку е поправеден систем, се согласувам. Па еве, гледате што се пишува на Твитер, може би вие ке се согласите, нема да се согласите со тоа да постои да е опционално, односно кој сака да плаќа, кој не и да се користат државни услуги. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Најпрво поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас секако. Сега вака. По основ на пензиите, ставката што ја има секој вработен, не е иста. Ајде малку ќе се префрлиме на 78% на политичарите. Тие ќе имаат пензија од околу 40 до 50 илјади денари, а обичниот работник кој некогаш работел во транзицијата на Југославија земал тогашни 4 милиони денари, како ли беа, нема врска. После со затварање на фирмите во транзицијата остануваат неисплатени плати и придонеси и сега основот на пензија е 9.000 до 12. Значи не им стигнуваат ни за лекови, ни за ништо. А ќе завршам со поздрав 69 за политичарите. Поздрав, убав ден. Благодарам многу, еве, што предочивте сушност каква е вашата состојба, тоа она што бараме сушност. Ке подсетиме дека денес е меѓународен ден на пензионерите. Ако се направи некаква паралела со тоа како уживаат пензионерите во Европа и во светот, еве, искуството зборува дека токму таа највозрастна категорија на население навистина ужива во своите пензионерски денови. Токму се тие оние кои што се најбројни како туристи, патуваат, шетаат и уживаат, се разбира, во своите пензионерски денови. Нашите пензионери на меѓународниот ден на својот меѓународен ден се на протести и она што барат е да е зголемување на пензиите. Со оглед на тоа што со минимална пензија е невозможно да се истурка крај со крај во месецот.
Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Благодарам, девојче. Вака сега, прво, најтешката категорија во светот се пензионерите, затоа што прво се тоа изнемоштени луѓе, претежно се возрастни, не може да си го обавува своите работи, а финансиите им се толку мали што се вика да така да не може да врзат крај со крај. И оние кои што врзуваат крај со крај, бројчано се многу малце, ама се многу грлати и се љутат зашто оние што имаат помали пензии, да не им се покачало, да речеме, пензијата повеќе во однос на тие што имаат поголеми пензии. Меѓутоа, сепак и тој што има мала пензија не е виновен, значи што ете некој некогаш си поиграл со неговата судбина, човекот работел 40 години, стварал доход, но некој не му плаќал, значи одреден број години не му ги платил, за сметка на тоа тој човек е осакатен, не прима доволно, значи, средства и значи е на некој начин казнет. А за тоа треба државата, тие сите кои што за кого што некој не плаќал, треба да ги казне тие фирми што не платиле. Така да се најде некако чаре да може да опстанат тие луѓе. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму, нови 90 секунди, нов гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Видите за дали е доволно зголемувањето на пензиите за исправно решение или дали доволно за живот. Така како парите не се доволно. 12.000 дина или 200 евра е сосема малце. За еден пензионер живее достојен живот. Владата тоа го разбира, го работи. Фондо толку може да издржи, така плаќа. Државата треба, сега владата, во овие услови вакви, треба има некои црни фондови, на овие пензионери што зема по мали пензии, до 20.000 динари, да му донира уште 3.000. Тоа не се многу пари. Како се пратко развениот свет. Уво кажа човекот што бил во странство, во Германија или вона. Секоја една влада има обврска да му донира на пензионерите. А секако да не биде тоа линарно покачување. Не може некој што плаќал исто па да зема исто со они што не плаќал. Тоа е дискриминација на самите пензионери. Иако бе пензионер, работен, плаќал пензија, оно колку што зема плата. И сега не може нас, например, да земам линеарно со они, се они што работа, плаќа линеарно, да плаќа линеарно, па ние да земе линеарно. Мора тоа да биде со проценти како што прави владата. А владата има слух за тоа, дека новие пензионери стари, немоштени, ќе сме такви, што да се 5 години, ќе донира, ќе дај средства, ќе им помогне овакви услови. А процентов секако ќе биде застапен и за малите пензии и за големите пензии. Така, благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, Тига. Како сте да прашаме? Еве, во Каменица дали имате... Во Каменица дали го одбележавте меѓународниот ден на пензионерите? Моли? Во Македонска Каменица дали се одбележа денот на пензионерите, меѓународниот ден на пензионерите? Не. Не. Кога Каменица растурено. Аз мислам дека како стапиње десен со вас, се растури пензионерско друштво. Да, се дава покој. Ја мислам дека месели на страйк. Не задоволни са. Но Македонска Каменица се рунани. Не само има и 620, много само има. Ali, ovije bandite treba da čuvana. Kako ne ih same? 80% da zvoniš penzije. Plata, a penzije da neki što ne piše. Samo da. A me treba, ne sam ja sam revoltiran. Kad su 40 godine работал воротник, стигам 23. Това не е пензия. Това е. Како тоа? Те сам ја ти кажам дека овие мето треба да си одат, да доат по-нови луѓе, да остануваат луѓето тука, младите се живеат тука
Ево да. Благодарам за јавувањето. Поздрав до сите оние кои што не следате ви од Македонска каменица. Ова не е редовен гледач. Внимавајте само на тајмерот. Хајде да слушнеме што ќе каже наредниот гледач. Добар ден. Добар ден, среќан ден. Среќен ден. Повелете. Фала Богу што ве добиевме од Липковскиот регион. И среќа, пошто другите канали не можеме да ги добиеме од Липковскиот регион. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори на денешниве прашања во Црвена? За прашање денеска, да, за пензионерите се знае стапчето во глава и у гроб, као што беше COVID-19. Зар малце си ги сманил пензионерите COVID-19? Тој фонд каде? Например, да е ветингот, сите министрите што влегува пред 20 години, да им се рачуна колку пари краделе, што правеле, што граделе на братучетите, на внуците, на онод. Тука се парите и на пензионерите. 78% ги качале платите нивни. Па баре префрли ги 15% за пензионерите, а крадити 55%. И после пензионерите 6% и стапчето глава, ајде у гроб носи ga u бутел. Или по селиме у гропови. Бидејќи ово е анархија за некој. За некој е робија, за некој е анархија, некој е кристал. Така ве слушаме. За тоа треба мало да се опаметате, да ги седат главата, пошто и они ќе добијат од пензија, ќе бидат пензионери, исто пошто сега мислат сите функционери. Некој 2 години, 3 години функционер нема да биде више, пошто со мандат. Гласањето ќе ги врти. Благодарам многу за јавувањето и драго ми е дека ви беше успешно вклучувањето и верувам прв пат во Црвена линија, но не и последен пат. Факт е да, оно што го кажа гледачот, како и да е, сите еден ден ќе бидеме пензионери. А моменталната состојба во овој меѓународен ден на пензионерите е таква што излегоа денес на протести, се со цел да побараат достоинствен живот и покачување на минималната пензија, која што во моментот изнесува некои 12.000 денари. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Вака сега вас лично ви се обратувам. Дали вие кој ќе станете пензионер, сега што некој така службеник со една висока стручна подготовка тамо, кое што сепак едно место имате повисоко неголи обичниот тамо ваш работник во вашата компанија, односно телевизијска куќа, дали ќе се согласите да имате иста пензија со оној што е на најниска плата во вашата компанија? Често пати ги поддржавате, ве гледам јас, и не само вие туку. Ние зборуваме дека минималната пензија треба да биде повисока со оглед на тоа. Минималната колку да биде другата до минималната. Јас имав порано 2 минимални, сега немам ни 1,5 минимална. Како да ви кажам, ако ја зголемуваме линеарно како што предлагаат сега, така, господата од Штајковачкиот одбор, што ќе биде? Ќе имаме сите исти пензии. Нека имаме исти пензии, ама нека имаме исти влошувања. Вие како новинарка не смеете вака да се однесувате према законските Како се однесуваме? Дали ние се однесуваме лошо што ве прашуваме дали линеарното зголемување на пензиите е исправно решение? Вие ги поддржувате, не се? А тоа се ваши ставови. Веќе подсетиме Црвена линија какви прашања има, па можете да заклучите
дали нешто се поддржува, не се поддржува, фактот е дека она што сакаме да слушнеме од целата јавност, овој пат им се обраќаме на сите пензионери, вклучувајќи ги господинот кој што пред малку се вклучи и ќе му се заблагодариме еве што го произнесе својот став. Значи прашањата се конкретни. До кога пензионерите ќе бидат на маргините на општеството според вас? Дали минималната пензија е доволна за достоинствен живот и дали според вас линеарното зголемување на пензиите е исправно решение? Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Значи, ја не знам зашто луѓето се волку себични. Не може ни случајно да дојде тој од 3500 денари. Дали човекот знае да рачуна, нека земе дигитрон. 3500 денари на 70.000, на 50.000, на 15.000, колку е разликата? Никој пат не може да се изравни пензијата. Значи, дали, еве нека земе не израчуна. И не може мене никој да ме убеди дека некој мене ме убедува и вие поддржувате. Значи, јас сакам на сите линеарно да се даде. Јас имам 40 години работен стаж. Воопшто не ми е криво што некој со 15 и 20 години ќе земе пензија и ќе земе линеарно и нека земе. И луѓето веќе нека не стануваат себични. Некој плаќал повеќе, некој учел повеќе, нека и ова. Тоа поминало. Сега сме сите пензионери и сите треба да бидеме еднакви, да можеме да преживееме и доживееме. Видите на Запад. Па дали луѓето гледаат на Запад какви закони има за пензионерите и каква помош? Зошто вакво нешто се прави? Па оваа влада, бре, нека земе, нека препише, нека пречита. Прочита од негдека. Толку ли не знае да земе и да направи нешто? Еве искочи, гледавме сите, прочитавме на интернет, слушнавме преку медиуми, дали странски или не е битно какви, дека луѓе од Косово земаат пензии тука од наши пари. Зошто тоа никој не го кажува и не го да го прекине? Како ние сме уплаќали? Еве сме уплаќали и зема некој што не работел, што не е наш државјанин. Ова е срам. Благодарам многу за јавувањето. Значи, што се однесува, уште еднаш ке потсетам, Црвена линија денес прашува, значи, не навиваме, не зазимаме став, туку имаме прашања. Ставовите ќе бидат ваши и токму Црвена линија е просторот и времето за да ги кажете вашите ставови. Добар ден. Во програма сум? Да, повелете. Вака, јас ќе поставам едно прашање до вас, медиумите. Кога зборев да го постават мобилното биро, зашто газите бегаа? Што ги расипаа фабриките, што ги граѓа странциве? Што да ја нашиве по голиот свет да им работат и ни вложува овде фабрики ни правеа. Ги затворија тие фабрики, ги истераа луѓе во надвор. А што да кажат оние овчарите, земјоделците, текстилците, што правеа волнени чорапи до вчера и свински пенци носеа, тие што ги чуваа и шумите. А сега што се прави? Нелинеарно. Треба оние што зимаат најмногу пари, пензионери кои кјутаат сега и не се јавуваат овде во телевизија, молчат зашто немаат заработено ни денар. Не ги ни лакирале ноктите, само седеле и слушале и когошеле. За тие се бореле. За нив некој ставата овци и крави и се живо и зедоа. Партизаните ќе правиме комуна. Каква комуна станавме ние? Некој сака да си игра мајтап се уште. Мобилно биро, додека не отворите и ќе се знае кој работник каде оди и секој денар каде. Ако сакат пари, може да се иштанцат пари. Тоа не е проблем. Него нема кожни пари веќе. Кожни пари нема. Гледаш, се намалуват кожните пари. Викате бегат надвор парите кожни. Одат во странство да барат пари. А овде злато сакат рудници да отварат. Не ли е срам и на вас? Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да ме следите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Од Пробиштип се јавуваме. Голем поздрав до Пробиштип. Прв пат се јавувам и што да правиме ние, жената има ми работено 15 години. Овие штрајкуваат
за што има 12. Ја би бил задоволен да има мојата жена 10.000. Ве слушаме, продолжете. 7,5 години има платено, 7,5 не. А има во компјутерот там. И сега државата ми бара на мене 7.500 евра да платам за да има пензија. Со ваши средства да дополните тоа што недостига, така? Да, да. И сега има во компјутерот, а нема и платено 7,5 години. А нема кој да фирмите тие се пропаднати, нема кој да тужиме. Јасно, така. Да. И тоа е сега да ме јас сега да имам, јас сум со 15.000 пензија, она е болна, секој ден по доктори ја носам, сега треба на 6 специјалисти да ја носам за да добие нега. Па како успевате еве да истуркате крај со крај? Па сега еве лекове ако земам немам за леп. Детето имам син, работеше во една фабрика тука, по 20.000 земаше. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Правилото е 90 секунди. Како и да е, верувам, со оглед на тоа што прв пат се јавивте, нема да биде и последен пат. Ве очекуваме во некој наредно издание на црвена линија, бидејќи во продолжение одиме веќе со реклами. По рекламите останува сега и да ви предочам кои се резултатите од Instagram Story анкетата и секако да ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми. Оваа дискусија која што ја водиме на црвена линија можете да ја пренесете секако преку коментари, шернување и лајкнување на Facebook црвена линија и Twitter. А еве и како инстаграмџи кои што не следат одговорија на денешната анкета. Може ли да се преживее со минималната пензија? Со да одговорија 10%, а со не 90%. Тука останува да се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество во ова денешно издание на црвена линија. Уште еднаш да им го честитам меѓународниот ден на пензионерите. Ова е ваш ден и секако ќе ми биде драго сите вие кои што и гледавте и се вклучивте во црвена линија да останете заедно со мене и Телма телевизија и за многу кусо време да си го пробате издењето и среќата и денот да ви заврши убаво со некоја вредна награда. И кога сме веќе кај вредните награди, среда е среќен ден, а кога зборуваме за среќен ден, само ќе потсетам дека денес се борите за фрижидер во заврти на Телма. Ајде да ви улеснам работата. Одиме со прашање, овие секако ќе ги има во заврти на Телма. Например, колку воени другари има во делото на Ерих Марија Ремарк? Има и прашање во кој град се одржаа летните олимписки игри во 1996 година. Потоа, еве како на арапски ќе кажете закуп или закупнина. И кој француски крал рекол после мене потоп? А после црвена линија само вредни награди. Се гледаме за кусо време.